Ја знам многу приказни. Баба ми раскажала 100. Баш 100? И јас сум слушнала многу приказни, ама не знам да ги раскажувам. А да почнам? Ајде тишина. Слушаме внимателно. Си било едно момче. Било умно и убаво. Гордост на мајка. Секој ден, во исто време, по истата патека, одело на работа. Еден ден, поминувајќи покрај реката, низ грмушките забележало 3 девојки како се капат. Подзастанало, ги подзагледало. Сите 3 биле многу убави, волшебно убави. Ама едната била најубава. Да може ваква мома да си имам за жена, колку убави деца би ми родила, си помислило момчето и си продолжило по патот. Утредента, пак во исто време, по истата патека момчето си одело на работа. И пак, во реката се капеле 3 преубави девојки. Што не сум поблиску до рекана, да си ја грабнам најубавата девојка да ми биде невеста, си рекло момчето и заминало. Третиот ден, чудо! Во исто време, на истото место во реката, пливале 3 девојки. Не можејќи да одолее на нивната весела смеа, момчето им се приближило. Занесени во својата игра, што наликувала на волшебен танц, девојките не го забележале, па момчето успеало да им ги земе нивните кошули, што биле оставени на брегот. Кога девојките излекле од реката, почнале во еден глас да го молат момчето: "Те молиме, врати ни ги кошулите." "Ке ви ги вратам, ако една од вас ми стане жена." "Смело, помалку дрско," рекло момчето. "Ако не сакате, ке ви ги изгорам." "Арно што сакаш една од нас за жена, ама ние 3, момче, ние сме самовили. Ке ти се смее светот ако земеш самовила за жена." "Што и да сте, сакам една од вас." Не попуштало момчето. Виделе не виделе, попуштиле 3 девојки самовили. "Ајде, која од нас ќе ја земеш за невеста?" Момчето ја избрало најмалата самовила. Била и најубава и најмила. Веднаш им ги вратил кошулите на другите 2 самовили и со својата самовила си тргнале дома. Цела година убаво се живееле, се сакале, си имале разбирање. Самовилата имала само еден проблем. Момчето не и давало да ја носи самовилската кошула. Зошто? Зашто? Сигурно била волшебна. Така е. Без кошулата, самовилата била како сите други девојки. Еден ден, момчето и самовилата отишле на свадба кај блиски пријатели. И како и на секоја свадба, сите се фатиле наоро, само самовилата стоела настрана. А кога момите ја замолиле да се фати на орото, им рекла: "Ке се фатам ако маж ми ја донесе самовилската кошула." И што направило момчето? Па се помислило што да прави, ама кога момите го замолиле, ја донело волшебната самовилска кошула. Жена му, самовилата, ја облекла кошулата, поиграла 2-3 ора и... Оп! Полетала! Полетала? Па,
полетала, самовилите летаат, нели? Така вели дедо Марко Цепенков. И, оддалечувајќи се од селото, самовилата му довикнала на момчето. Домакине, ке ти се вратам само ако ме најдеш. Барај ме, ако ме најдеш. Ке бидам во село Кушкундалео. Како? Не сум чула за село. Кушкундалео. Каде се наоѓа тоа село? Јас не знам. А и момчето не знаело. Прв пат слушнало за село Кушкундалео. Ама многу си ја сакало жена си, па решило да ја најде. И тоа ако требало и цел свет да го помине. Одело кутрото момче преку села и градови и никој не слушнал за такво село. Еден ден сретнало еден дедо. Чуден дедо. Бил стар 400 години и бил цар на сите птици. Момчето му ја кажало маката. Дедото знаел каде е тоа село? Дедото не знаел, па затоа ги свикал сите пилиња и ги прашал. Слушајте, орли, гаврани, гулаби, ластовици, галеби и други пилци. Дали некој од вас чул за село што се вика Кушкундалео? Ниту една од птиците не слушнала за тоа село, освен една крива страчка, која рекла: Јас доаѓам од таму, честит царе, таму живеат самовилите. Земи еден најбрз орел и веднаш одлетајте со момчево во селото Кушкундалео, рекол дедото цар. Слетало момчето во селото на самовилите. Кога го видела жена му, самовилата, не й се верувало. Си поминал толкав пат, не си се изморил и не си се откажал од барањето. Ти, момче, заслужуваш да ти бидам жена, милозливо рекла. Момчето си ја вратило самовилата дома. Веднаш запалило силен оган и ја изгорело незината самовилска кошула. Така си било за секогаш раат. Било сигурно дека за век и веков ќе си живее со невеста самовила. Си народиле неколку девојчиња кои биле одлични полични. Биле волшебно убави. Така вели дедо Марко Цепенков. А кој бил тој дедо Марко Цепенков? Дедо Марко Цепенков собирал приказни, песни и гатанки. Да не беше тој, јас немаше што да ви раскажувам. Многу убаво раскажуваш.